Откако Комисијата за спречување на корупција даде позитивно мислење за продолжување на исплатата на субвенциите за земјоделството, струмичките земјоделци очекуваат овие денови на нивните сметки да легнат парите. Парите им се неопходни за репроматеријали, бидејќи ја почна новата раноградинарска сезона. Семејството Станкови од Куклиш, чии оранжери зимава настрада од снегот, со нетрпение ги чекаат. За 2016 не се плат, не треба се исплатат. Ако може да се исплатат, нека се исплатат. Понесема паднаат 2 декара оранжерија и не може и од тие пари, и од тие ушаки направаме. Ето тука крп може, домашните, долите 2, стоат още нечепни. Значи не се исплатни субвенциите, треба да се исплати на народу, за да може да си купат семе, материјал, да може да работат. А и плюс не се исплатни тие още што паднаа и оранжериите. И уште ги нема тие. Сега документот до Скопје ќе видиме дали Скопје ќе потврди нешто. И останатите фармери од најземјоделското село во Струмичко, Куклиш, ги чекаат субвенциите, бидејќи немаат земено ниту денар државна подршка за минатата година. Изборите и немањето влада ја закочи целата постапка, па земјоделците останаа со празни џебови. Сега се потребни, да кажем, субвенциите. Зошто ви се? Да се. Па за ѓубре, за бензин, тие работи. Па за нафта, што викат. Субвенциите, што да кажем, на секој му треба, разбираш? На секој му треба. Поднесуваха пат за најлом, сукина најлом само 2000 ми дадеа и толку трошкови имах. Од Министерството информираат дека деновиве ќе продолжи исплатата на субвенциите. За годинава владата имало обезбедено 100 милиони евра. Доколку не почне исплатата на парите, земјоделските здруженија најавија протести од понеделник, кога е закажана и последната средба со ресорниот министер Михаил Цветков.